Хуман папиломавирусната инфекција е најчестата сексуално пренослива инфекција која што е детектирана кај околу 660 милиони случаи во светот. Доколку имате незаштитен сексуален однос, барем со еден партнер, во 87% од случаите може да биде истата детектирана. Вакцината против ХПВ се спета за една од најголемите откритија на 21 век. Исклучително е битно да се знае дека вакцината, за разлика од другите лекови, потребен е одреден временски период додека да се постигне имунитетот. Оваа вакцина се дава во 2 дози. Најчести пријавени несакани ефекти се тие кои што се резултат на, може да се појават кај било каква вакцинација. Тоа може да има малку треска, може да има главоболка, може да има како блага слабост. Сега постои 9-валентна вакцина која што штити против 7 онкогени типови и 2 типа кои што се во 95% од случаевите предизвикатели на брадавици, брадавички, кондиломи или генитални, може да бидат и на друга локализација, може да бидат на рацете, на стопалата на нозете. Изложеноста хронична на ХПВ вирусот, односно појавата на ХПВ асоцирани заболувања во подолг временски период, ги доведува до стерилитет и момчињата и девојчињата. Од тука всушност, вакцинирајќи ги своите лица, ја обезбедувате и нивната репродуктивна способност. Јас лично како мајка ја вакцинирав мојата ќерка и кога ќе дојде возраста, ќе го вакцинирам и мојот син, затоа што верувам дека превенцијата секогаш е многу подобра во однос на третманот, а во овој случај навистина имаме превенција од развој на карцином на грло на матката, кој што е едно заболување кој што е многу често во нашата популација. Така да на таков начин одлуката да родителите ја донесат, нека ја направат првенствено информирајќи се со својот гинеколог, со својот педијатар. Нека се обратат и до Комисијата за имунизација, ние имаме изготвено информативни брошури, каде што сите оние прашања кои што најчесто се во однос на безбедноста, на ефикасноста на вакцината се одговорени. ХПВ вакцината е вакцина која што не штити од карцином.